Јас разбирам дека бевте кандидат за председател на ВМРО ДПМН. Имаше амбиција. Јас знам дека сакавте да бидете председателски кандидат. Јас ја разбирам амбицијата. Тоа е природно убава работа. Јас си верувам дека брзо ќе дочекате времето да бидете кандидат и нов председател можеби на ВМРО ДПМН. Имате искуство. Заради тоа што, слушајте ме внимателно, господин Ѓорчев. Внимателно слушајте. Меѓу 60 и 120 илјади гласови разлика ќе ве победиме на предстојните избори. Коалицијата предводена од СДСМ, наспроти коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Меѓу 60 и 120 илјади. Зависи од политиките. 4,5 месеци имаме до тогаш. Меѓу 60 и 120 илјади. Слушајте ме внимателно, ево го зборот, овде зборувам и тоа ќе се случи. Тоа ќе се случи не заради тоа што јас сум некој прогнозер, не знам што. Тоа ќе се случи заради вашите политики, тоа ќе се случи заради искрените, честните, патриотските, заради одговорните политики, храбрите политики, кои што оваа влада ги донесе, заради слободата и демократијата што е возможена. Ако ги гледате сите тие анкети и анализи, барем еве и тие вашите институти што ги прават, 100% од таа огромна група на неопределени гласачи се ежи од помислата дека Мицковски ВМРО ДПМН ќе дојде. Се ежи. Зошто? Ароганција, дрскост, безобразие, закана. Кому му треба? Заради тоа и селувањето, меѓу другото. Луѓето сакат питомост, сакат кроткост, сакат транспарентност, одговорност, прифаќање на вини. Тоа е вистината денеска во државата. Ние може да направиме илјадници анкети, вие може да направите илјадници анкети, нашите покажуваат дека победуваме, вашите не знам што ви покажуваат, во секој случај, на крајот јас ви кажувам кој ќе биде резултатот од изборите. Во едни такви околности, убаво е да си ги почнете реформите уште сега. 21 веќе, национализми повеќе не поминуваат никаде. Популизми голи, закани за уништување на преспански договор, ако имаме 80 пратеници, нема да имате никој пат 80 пратеници. Кажете го вашиот став, ќе го поништите или не преспанскиот договор? Просто ко пасуль, кога викате киша околу Краговец. Едноставно е. Кажете го, да знае народот. Тоа на дуел се одговара. Треба да се одговара тоа прашање. Тоа е сериозно прашање. Тоа значи веднаш во главата на нашиот граѓанин, светоста наша, за која што постоиме. Дали ќе има нови кавги, нови вета од Грција? Тоа е одговорот на вашето прашање. Ставете ги граѓаните нека бидат сигурни по тоа прашање. Повикував да учествувате во сите овие крупни политики. Немавте храброст, гац. Немавте храброст. И сега сакате конечно промените се случат. На 11,5 години власт, 2,5 години заев и СДСМ, сега конечно промените ќе се случат. Здраво е за ВМРО ДПМН да изферментира, да се промени и слично. Дуели ќе се определат онака како што медиумскиот простор тоа го возможува. Јас сум транспарентен, после долг период, јас сум првиот премиер што прифаќа дуели. Досега сум бил на 2, ако не се лажам, дуели со лидерот на опозицијата. Еднаш, мислам дека се биле 2, најмалку 2, може и повеќе, но немам дилеми, еве не знам ни колку, секој пат во секое време прифаќам дел. Но сето тоа мора да биде одмерено, да ги прифатиме медиумите, имаме 5 национални концесии, да видиме која е национална концесија, која ќе биде задоволена, за да бидат рамноправно застапени. Не можете вие вака денеска да дефинирате дали може на недела, на 5 дена, на 7 дена. Не бегам јас од никакви дели. Јас сум транспарентен, отчетен човек за се. Имам оружје со кое што можам да се пофалам комплетно со се. Успесите, сите кои што се постигнати. Имам планови, јас ова парламентарно мнозинство, владата, огромни. И тоа на здрава основа поставени. На пат кој што не води кон тоа кој што сме тежнееле 30 години. Интегрирани, стабилни, безбедни, сигурни. Никогаш војна, никогаш повеќе конфликт. Тоа веднаш значи инвестиции, домашни, странски, нови работни места. Тоа значи. Заради тоа се донесува храбрите одлуки. Не беа толку лесни да се носат тие храбри одлуки, се донесува. Заради иднината се донесува. Заради младите, заради тие децата кои што денеска ги зборувам овде под вашето второ прашање. За да може да остануваат тука, за да имат атмосфера, амбиент, доволно примамлив, па да одат и на повеќе четни семејства и да креират работни места тука, па да се надпреваруваат, да напредуваат во кариерата, па да имат поголеми плати, па уште подобро здравство, подобро образование.
Сето тоа се ствара и од оваа говорница, и од овој парламент, и од владата, и надворна улица. Сето тоа е амбиентот на нашиот млад човек, кој што ние го создаваме. Доблесно е власта да признае грешки и да прифати. И власта, според мене, не губи со тоа. И да изгуби, краткорочно ќе изгуби, добива. Но доблесно е исто така да се пофали со сето тоа што е направено. Бенефициите ги чувствуваат граѓаните на секаде по нашата земја. И јас сум убеден дека знаат дека 2,5 не е исто со 11. Ама 2,5 во многу аспекти, пред се економски, дала многу повеќе од 11. Зборувам за годините, кога сме добиле чест и одговорност од граѓаните, да управуваме во нивно име и за нивна сметка. Успесите се евидентни. Цел свет ги прифаќа и ги признава. Мнозинството граѓани овде го прифаќаат. Тоа е вистината. На крајот, кампањи со дуели, без дуели, се на купче, на крајот се сведува на тоа. Дали на вистина се водат храбри, исправни, отчетни, патриотски политики, на вистински патриотски начин, или популизам, гола борба за власт, скриени намери од позади, без доблес одговорности за државата да се прифатат за сметка на партијата, сето тоа на крајот го прави сублиматот на информации кај гласачот, кај граѓанинот, по кој што одлучува. Така да следните избори, апсолутно, уште сега ви кажам, 60 до 120.000 гласови разлика. Ако добро се представиме, ако добро се отвориме до крај, стотката ќе ја поминеме во разлика и тоа е за мене така еден убав плафон, со кој што би бил задоволен за периодот на изборите кои што не чека сите нас. Овде и ќе се надобрзам сега. Севкупниот амбиент кој што постои во нашата земја и во сите други земји, се додека не го дигнеме економскиот стандард, ќе биде тој кој што и вас ве боли, и мене ме боли, и сите не боли. Зошто не поминува надвор низ населението? Заради тоа што знаат дека многу малку може да се промени во ова работа. Мерките кои што ги имавте, многу често јас во разговор со вас сум ги поддржувал, се верувајќи дека ќе дадат успех. Не дават успех. Единствено социјалните стандарди на граѓаните дават успех. Таму каде што има социјална благосостојба, каде што амбиентот е навистина добар, таму има наталитети, онакви какви што посакуваме да имаме. И сега велиме 7,4% во третото тромесечие 2019 паднал во споредба со третото тромесечие 2018 година. Ама не кажуваме дека сепак имаме прираст од 637 повеќе родени отколку умрени. Во овој случај, или како што викате со вашите зборови, зависи од каде тргнувате. Какво било тоа во 2018 третиот квартал. Не велам, заради драматургијата која што ја кажувате ги правам ваквите споредби. Но вистината и податоците велат 2010 година се 24.507 родени, новородени. 2014 се 23.334. 2017 се 21.754. Паѓам трендот, еве и 8 години наназад. Трошевте милиони, не знам што правевте и слично, тоа докажува дека треба да бидеме одговорни, да носиме заеднички политики, да не гледат народот некој пат заедно како застануваме зад некои прашања, кои се интерес на државата, тоа ствара амбиент. При стварањето на тој амбиент, државата ќе биде уште поуспешна, заради тоа што и економските политики ќе носат поголем резултат, кој е помирно, поспокојно, инвестициите се поголеми, продуктивноста е зголемена, а согласно ваквиот амбиент, секако и амбиентот за повеќе чедно семејство е уште повеќе возможен. И јас сум убеден дека доаѓа такво време пред нас. Единствениот исправен начин на кој што можеме да се надеаме дека овие бројки кои што носат горчина, дека ги поправиме, се патот на интеграцијата. Затоа што рековме, или колективно ќе одиме во Европа, или ќе продолжат индивидуално да ни заминуваат за Европа. И се што ќе правиме порано, ден поскоро, е добре дојдено и за наталитетот во државата. Затоа треба да водиме политики одговорни, без разлика на политички кариери и политички рейтинзи, кои што ќе донесат амбиент дома, каде што младите ќе бидат доволно, барем ако не мотивирани, демотивирани да заминуваат. А после веднаш тоа мотивирани да остануваат овде. И следното е да се надеваме дека се враќа. Ги следам сите анализи. Во Латвија, после 18 години почнуваат да се враќаат луѓето. Почнуваат да се враќаат со бројки конкретни. Зошто?
Конечно е создаден амбиентот. Од 2004 се членка на Европската унија. Конечно е создаден амбиентот доволно примамлив, за да може која прави калкулацијата за своето семејство, за својата иднина, за своите деца еден млад човек, веќе му е еднакво или може би попримамливо дома, отколку таму кај што е надвор. И тука ќе се надоврза. Имаме ние наши роднини пријатели, сите надвор од државата. И сите знаеме дека таму може би се побогати од дома. Не штедат нешто повеќе од дома кој работа. Во услови кога пазарот бара повеќе работна сила. Процесите кои што се предизвик на трансформации се случуваат овде во овој наш регион. Таму е тој процес завршен. Таму животот е можеби побогат, ама е подосаден. Таму монотоноста го уништува живеачката и вредноста на животот. Затоа горат за да се вратат дома. Малку ако создадеме услови, на достоинствени примања, за правда за сите, здравство достојно, образование кој што ќе продуцира деца, кој што лесно ќе наоѓаат работа, амбиент да создадеме, ќе се вратат дома. Посебно младите луѓе, кои што се за предизвик. Предизвик таму нема. Таму бранот кој што е кренат горе ве носи. Живеете можеби побогато, но не живеете среќни. Тука можеби сме посиромашни, ама живееме среќни. Во едни такви околности овде младите може да го креват бранот. Оти трансформацијата е сега предизвик во нашето општество. Ке оди низ поглавијата, се случувало во многу земји, еве Вишеградска група да ја земеме како пример. Ке се случува и тука. Тоа време доаѓа за нас. Ако сите заедно создадеме амбиент за едно такво време, тогаш ќе се радуваме на позитивни бројки, кои што вас сте пример од пратениците, од сите, како се борите за овие бројки. Само создаден амбиент со економски и социјални и севкупни општествени услови може да продуцират раст на наталитетот, природниот прираст на населението да биде посакуван, онаков каков што го сакаме, тука да не остануваат младите. На крајот на денот и договорот со Бугарија и со Грција, и НАТО и ЕУ, и едно општество за сите, е за тоа, за младите, за децата, за идните генерации. Или аманет е оставено да оставаме на нив. И јас верувам дека успеаме. Затоа што не може ние да бидеме попаметни како малцинство едно во државата, наспроти мнозинството во државата, во кое што спаѓам и јас, и целиот развиен демократски свет, дека сме на вистинскиот пат со сите одлуки. Дека носиме исправни одлуки, дека градиме пријателство, низ тоа пријателство очекуваме економски стандарди и бенефици. Цел свет тоа го зборува за нас. И сега на крајот, дали можеме да поправиме нешто во државата, па дури излекувате на крајот кој треба да даде оставка. Апсолутно е јасно кој треба да даде оставка, тој што ќе изгуби на изборите, а ја ги изборите, ние размислуваме за прогрес. Ние размислуваме за раст и развој на економијата, за повисок економски стандард, за млади кои што остануваат тука. Ние размислуваме за победи, не само победи на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, победи на Република Северна Македонија, кои што доаѓаат пред нас, и веруваме дека единствено после 27 години, после вакви крупни одлуки, се возможни. Од 27 години на назад видовме што се случи. Менуваш ќорсока, слепа улица, пак си на старото место на лабиринтот. Никако да се придвижиме напред. Ова сега движи веќе напред.